a неприказни. Стефчо Јакимовски, градоначалник на Карпош и советничка листа на Гром. Ти избираш. Храбро за окружи 12. Помина 4,5 години како сон. Тогаш во 2013 година се борев сам против сите. Но животното искуство ме научи дека тој што го предводи народот, а јас Карпош, не смее да создава непријатели, туку мора да создава сојузници. Овој пат, почитувани пријатели, на овие избори не сум сам. Со мене е Гром, мојата партија. Со мене се моите коалициони партнери ВМРО ДПМН и коалицијата за подобра Македонија. Се здруживме за доброто на граѓаните на општина Карпош. Од ова соработка резултатите се повеќе од видливи. Што лошо виде Карпош од соработката со ВМРО ДПМН? Добивме спортска сала Борис Трајковски, добивме лизгалиште, добивме картинг, добивме аквапарк, добивме етносело, добивме жичарници, добивме булевар Илинден, булевар Теодоси Гологанов, добивме реконструкција на улицата Козле, добивме прекрасни паркови и почитувани пријатели. Добивме ние во Карпош нови 50 фасади во колективните стамбени згради, нови паркови, дрвореди, нови реконструирани детски градинки, нови училишта, повеќе од 120 километри нови улици и двојно повеќе од тоа тротоари, илјадници нови светилки. Денес мојот Карпош со гордост може да каже дека нема светилка од подземјотресно Скопје. Изградивме 50 на километри фекална и атмосферска канализација. Септичките јами се наше минато. Изградивме над 2500 паркинг места. Како и секогаш го поддржувавме спортот, дававме бесплатни ужинки, екскурзии и стипендии за талентираните ученици и спортисти. Помагавме на сиромашните, на изнемоштените лица со посебни потреби. Помагавме во замена на лифтовите, во замена на покривите и за многу други работи. Општината ја доближивме уште повеќе до граѓаните. Наместо граѓаните да чукаат на општинските врати, нашите секретари на урбаните заедници чукаат на вратите од граѓаните и носат решенија и други битни писма и комуникации потребни за граѓаните. Тоа е целта и обврската на локалната самоуправа, да биде најблиску до граѓаните. Дали таква беше општина Карпош до моето доаѓање? Иако не е наша работа, за овие 4 години потрошивме речисти 2 милиони евра за хигиената и за зеленилото. Кога станав градоначалник во 2009 година, на булеварите и парковите во Карпош немаше ниту едно единствено цвекенце. Денес во Карпош и на пролет и на есен се садат на стотици илјади цвекиња. Во Карпош немаше ни една фонтана, не знаевме што е фонтана. Денеска имаме 4 и Бардовци има фонтана. Немавме ниту едно место каде што можевме да се дружиме. Како викавме, ќе одам во град, одевме во центарот на Скопје да се дружиме. Денеска имаме 9 плоштади. Но не го работевме само она за што сме задолжени по закон и она што го работат сите останати градоначалници. Туку по многу работи ние од Карпош сме предводници и другите учат и не следат нас. Први ги осветливме спортските терени направени од самопридонес, како игралиштата во училиштата, за да може да се игра ноќе. Први направивме пешачка патека покрај реката Вардар и го урбанизиравме кеот за да може и ноќе да се шета. Први почнавме да даваме стипендии на талентирани ученици и на талентирани спортисти. Први започнавме да ги наградуваме најдобрите, да ги носиме на бесплатни екскурзии. Воведовме бесплатни ужинки и еднократни екскурзии. Единствена сме општина во Република Македонија што ја почитува реализацијата. А зошто? За да само нашите деца ушат во нашите училишта. За да само нашите деца добиваат ужинки. Да имаме помалку ученици во класовите, да имаме поквалитетна настава, да има подобра концентрација. За помалку вие дома да работите со вашите деца. Помалку да ги оптеретувате.
Први започнавме со реконструкција на училиштата и на градинките. Од 10 градинки, денеска 7 се нови, за 2 имаме веќе распишано тендери, а една останува за наредниот мандат. А впрочем, зашто би се кандидирале, ако све сме завршиле? Само општина Карпош враќа финансиски средства од уплатените комунали за оние кои градат енергетски ефикасни згради. Никаде во светот, почитувани граѓани, општината не помага за замена на покриви, за замена на стари лифтови. Само во Карпош тоа се прави. Први започнаме со реконструкција и поставување на енергетски фасади во колективните стамбени згради. Само општина Карпош има комплетно опремена единица за спасување од пожари, поплави и други елементарни непогоди. Први ја изчистивме општината од шут, смет и немаме ниту една дива депонија. Формиравме собствена служба за одржување на хигиената на зеленилото. Први отворивме пензионерски клубови по урбаните заедници. Единствено општина Карпош во Република Македонија ги задржа секретарите на местните заедници за да локалната самоуправа биде поблиску до граѓаните. Први започнавме со доделување на парични средства на социјално загрозените наши сожители. Само ние имаме хумани патроли кои им помагаат на старите изнемоштени лица при купување на намирници и при купување на лекови. Карпош е символ на слободата. Овде луѓето слободно се движат и не плаќаат и нема да плаќаат паркинг. И на крајот, последниот 25-тиот куриозитет, а кој ќе ги разочара лажговците кои ја лажат не само Карпошовата, туку и македонската јавност. За 4,5 години, почитувани пријатели, внимавајте, сме исекле вкупно 136 дрва. 136. А сме насадиле, верувале или не, 10.480. Мора да ги разочараме лажговците. Второто разочарување за лажговците. Светскиот стандард за зеленило е 7 метри квадратни по глава на жител. Карпош има, речиси, 12 метри квадратни по глава на жител, уредено зеленило. Без градскиот паркинг, без парк шумаводно, без кејот на река Вардар, десна страна на Илинденска, без Локуќани, без Бардовци. Ете затоа, драги сограѓани и почитувани пријатели, 4 пати сме наградувани за нашето работење и иновативноста, како и за лидерството и начинот на менеджирање со проектите во изминатите 8 години. Бевме наградени во Ниш, во Сараево, во Кремс, Австрија, во Берлин. Значи, не почитуваат и надвор од Република Македонија. И награди добиваат само тие што работат. Награди за лежење и неработење нема. Но овде нема да застанеме. Избори ќе одлучуваат дали се за поубав, подобар и поздрав Карпош или се за политика. И мене ме интересира, почитувани пријатели, политиката, но најмногу ме интересира од се Карпош. И кога бирам меѓу политиката и Карпош, јас го одбирам само Карпош. И затоа со години посветено работа на неговото напредување. Политиката е чудна работа. Кога бев со нив, бев најдобар, бев нивни светец. Кога ги напуштив, јас станав криминалец, мафијаш и тоа не локален, не републички, туку од меѓународни размери. Јас обичам да зборам со аргументи. Градоначалникот актуелен на центар, господинот Жерновски. 4 месеца пред овие избори бевте сведоци на секојдневно плукање. Криминалец, украл 200.000 евра, мафијаш, се здружил со урбаната мафија. Што све не рекоа тој и одредени медиуми и нивните лажовизии. Секој ден излегува неговите партиски колеги, неговите колеги и советници, што е можно повеќе да го оцрнат. Морам да ви кажам дека откако собра, откако одлучи да не се кандидира, откако се откажа од неговата кандидатура, веќе таа сатанизација престана. Со неговото откажување како да се испра од криминалот и корупцијата. Сега веќе не е криминалец,
сега веќе е достоен за висока државна функција. И почитувани пријатели, кога ги слушам нивните приказни, сегде се исти. И можете ли да замислите, си ги кажуваат самите на себе. Денеска им го гледам кандидатот за градоначалник на центар Саша Богдановски. Знаете што вели? Ке ги ревидирале дуповите, пазите, ке ги ревидирале дуповите што ги носеа тие од Социјалдемократскиот сојуз. И ке се справиле со урбаната мафија. Па која правеше таа урбана мафија во центар? Сегде истите приказни, дури самите на себе си ги кажуваат. Но јас едно знам, почитувани пријатели, дека вие сами избравте да живеете тука, во општина Карпош. Иако во светот и во Македонија постојат и поубави, и поголеми, и помали места. Можете да изберете обкружување со полиња, со ливади, со планини, со реки, со лозови и оштарски насади, и тоа го има доволно во Република Македонија. И покрај тие природни убавини, вие сепак одбравте да живеете овде во Карпош. И јас ви честитам на тоа. Околу 65.000 луѓе овде во Карпош се родија или пак се доселија. Почитувани карпошани, вие живеете во урбан центар на Македонија. Вие живеете во центарот на центарот. Она што можеме да направиме од Карпош е да го исчистиме, да го осветлиме, да го оплемениме, да го разубавиме и да го збогатиме со нови содржини. И пред се економски, културни, социјално, спортско-рекреативни, здравствени и образовни содржини. Некои бараат зеленило по секоја цена, бараат на приватна собственост, бараат тамо каде што е вратено земјиште со денационализација, на нашите соседи повторно да им извршиме национализација. Ке извинат, ама ја такво срце и таква душа немам. Од земеното еднаш, јас повторно да им го земам. Не можеме да ги рушим, да рушиме куќи, да исилуваме семејства, не можеме да ги стеснуваме боливарите за да ги прошириме тревниците. Не можеме да го ограничиме движењето со возила и истите да ги паркираме некаде далеку, а не околу собствените згради. Не можеме да забраниме луѓето да возат автомобили до своите домови и вие добро знаете што значи зборот урбан, затоа што сте вие урбани луѓе и носители на урбанизацијата во Македонија. Вие имате право да го барате она што му припаѓа на еден модерен и чист и здрав град. И тие истите кои најмногу бараат зеленило, ако не ги направевме оние 2.500 паркинг места, први ќе паркираа во зеленилото и ќе се бунеа зошто нема паркинзи. Ги разбирам јас, почитувани пријатели, пораките на граѓаните. Свесен сум за нивните потреби и проблеми и ги поддржувам во нивните барања. Затоа во наредниот 4-годишен мандат ќе работиме на 5 главни работи. Прво, Карпош ќе има 1 милион квадратни метри зеленило, а тоа значи нови 250.000 зелени површини и дрвореди. Односно ќе имаме 2,3 пати повеќе од светскиот стандард. Камо среќа по други работи да сме над светскиот стандард. Под број 2, ќе ја подобриме екологијата, посебно во зимскиот период. Тој најмногу зимскиот период ни го загадува Карпош. Со давање но да знаете, Карпош го загадува тие од страна што се гори дрва, што се гори ќумур, и затоа ние овде за нашите сограѓани во Карпош ќе даваме стимулација за замена на старите шпорети со нови апарати со еколошки стандарди. Ќе даваме дополнителни стимулации за користење на алтернативни избори на енергија. И пред секој новоизграден објект ќе ги задолжиме да постават пречистителен билборд кој ќе продуцира кислород за најмалку 1000 дрва. Под број 3, граѓаните бараат да се решиме од сметот и руглото од пред контейнерите. Затоа ќе издвоиме над 150 милиони денари од општинскиот буџет за изградба на подземни контейнери и веќе сликата со расфрланиот смет во Карпош 1, 2, Карпош 3, Карпош 4, кај Педагошка академија, кај Млечен ресторан, Порта Влае, во делови на Козле ќе биде минато. Под број 4, почитувани пријатели, некои граѓани во Карпош се уште имаат проблеми со паркирањето. Особено оние што граничат со општина Центар. И тој проблем им го создаваат граѓаните од општина Центар кои имаат второ и трето возило. Тоа се граѓаните од Карпош 1, кај Млечниот ресторан, кај Министерството за економија, кај болницата 8 септември,
лептокарија, порта Влаја, трговски центар Антико. За оваа намена ќе издвоиме над 200 милиона денари за поставување и изградба на платформи за паркирање во Карпош 1, млечен ресторан, пред болницата 8 септември, порта Влај, трговски центар Антико, млечен, како што реков, педагошка академија и секој жител ќе има далечински управувач за да може тој да паркира на паркингот токму во неговото место. Под бој 5. Мора да водиме сметка за младите. Младите брачни парови бараат домови. Позади Зајчев рид ќе остапиме наше општинско или ако сакате државно земјиште и ќе го ослободиме од комунали за да изградат семејни домови со мали дворови по цена не поголема од 350 евра по метар квадратен. Овие станови ќе бидат многу ефтини. Ова се главните 5 стратешки работи по чија реализација сигурен сум дека во Карпош ќе се живее и подобро и поубаво. Но овде нема да застанеме. Во училиштата ќе има целодневна настава и 4-то оделение. Секој училиште ќе има најсовремена компјутерска работилница и видеоклуб за спроведување интернет настава. Ќе отвориме канцеларија за млади, ќе го зголемиме бројот на дефектолози во училиштата и ќе отвориме центар за лица со посебни потреби. Во сите училишта ќе поставиме хидрантска мрежа, истите ќе ги претвориме во зелени оази. Нема да ги забораваме ниту нашите пензионери, ќе правиме пензионерски дом. Нема да ги заборавиме ни домашните милиничиња, за нив ќе правиме 12 паркови. Во Карпош ќе се спортува, и натаму ќе се рекреира, ќе градиме 3 патека до крстот на Водно, велосипедска и пешачка патека до Горно Нерези, ќе изградиме нова спортско-рекреативна зона на кеот на реката Вардар и базени за пливање во повеќе училишта. И на крајот, граѓаните сами ќе одлучуваат за трошење на дел од буџетот и секоја местна заедница ќе може да одлучува за што ќе ги потроши парите од општинскиот буџет. Почитувани пријатели, драги карпошани, вие знаете дека јас сум спортист и ги преферирам борешките спортови. Упорен сум, полн со енергија, борец и можам многу да издржам. Впрочем, сте ме проверили и досега. Сум минал и низ критики и низ фалби. Затоа одлучив овој пат да не отстапам. Сакам да го завршиме започнатото, инаку кој е ова што сме го започнале, ќе го продолжи место нас. Кој има повеќе волја, енергија и знаење? Дали ќе чекаме некој прво да учи, да работи, да ги менува плановите, па откако ќе види дека не може да ги смени, да се врати назад, а и со тоа Карпош да оди назад? Има ли Карпош време за тоа? Не, на Карпош му треба континуитет во реконструкцијата, во разобувањето. Карпош мора да оди напред. Ќе сватите зашто зборувам ако се свртите назад 4 или 8 години. Јас прашувам, дали, почитувани пријатели, требаше со закон да се ограничи доселувањето во Карпош? Или пак, на Карпош му треба градоначалник кој ќе создаде услови за сите граѓани кои што одлучиле да живеат во Карпош и помирно, и полесно, и подобро, и посрекно. Па против кого ние треба да се бориме? Против нашите соседи. Јас Карпош го гледам како отворена и здрава средина, кој ги прифаќа луѓето, ги вклучува во животот и во нашето и вашето соседство, без разлика на вера и нација. Ова кампања, почитувани пријатели, некој се обидува да ја направи битка и да ја направи од црна по црна. Ние сме за вистината, за резултатите, приказните нека ги кажуваат други и на други места. Ние ќе се бориме против лагата, насилството и нивните пропаднати политики. Нашата борба има своја цел, а тоа е подобар Карпош. Нивната борба нема цел, бара само противник. Мене не ме интересираат противници, туку само соработници. И тоа на заедничката задача што се вика поубав и подобар и посреќен Карпош. Тоа граѓаните од нас го бараат. Такви соработници препознав во Сашо Лазаровски, во Тони Јарески, во Игорч, во Даниела, во Благојч и во нивните партиски колеги. Таков соработник препознав во господинот Коце Трајановски, нашиот градоначалник на Скопје. Човек со меко срце, благ карактер, со огромна желба за соработка.
вистински татко на градот Скопје. И кога не бевме на иста политичка страна, и на мене, и на сите ни покажа како се соработува за доброто на граѓаните. Градоначалникот Рановски во изминатиот временски период сработи многу, се изнаработи. Исто така и тој за себе има резултати, а не приказни. Вечерва, почитувани пријатели, овде се поддржува Нејмар со Нејмар, градител со градител. Ние од Гром ќе го поддржиме оно што е недоброто за Скопје, а тоа е Коце Трајновски повторно за градоначалник на Скопје. А коалицијата за подобра Македонија на чело со ВМРО да помане ќе ме поддржи мене за градоначалник овде во Карпош. Почитувани сограѓани, драги пријатели, еден циклус завршува, започнува нов. Дали некој може да го негира она што вие го гледате и пред себе и зад себе? Дали се подобри тие што ништо не сработуваат, тие што ништо не работат и ништо што не можат да сгрешат, или се подобри тие што многу работат? Јас не го прифаќам неработењето. Не го прифатив ниту порано, ниту ќе го прифатам во следниот мандат. Нам ни е потребна акција, а Карпош е мој предизвик. Може ли градоначалник да работи тајно, да сокрие од вас што гради? Секој ден вие и медиумите, и новинарите, и целата јавност македонска беше сведок за тоа што работиме. За жал, некои кандидати немаат, ама баш ниту еден сведок ни за добар, а камоли за лош проект. Имаат само ветувања. Јас сработив и ќе сработам, некои го немаат ниту првото, ниту второто. Сега имам уште повеќе причини да се кандидирам, почитувани пријатели, за нов мандат, зашто знам повеќе и можам и знам повеќе да направам за граѓаните на мојата општина. Ги знам сите патеки, сите сокачиња, улички, сите потешкоти на моите граѓани и сите предизвици што стојат пред општина Карпош. Зарем Карпош да го оставиме на некои неискусни, некој што повеќе од половина мандат ќе го помине во запознавање со работата, кој што не знае каде дошол и кај се наоѓа, а останатата половина да се запознае со проблемите. Карпошани немаат време за губење. Карпош бара одлучни и храбри луѓе кои покажале дека знаат од Карпош да направат бренд. Затоа ги повикувам карпошани да не го фрлаат својот глас само за инает на другите, туку да го дадат својот глас за оној што ги познава и нив и нивните потреби. Да го дадат гласот за оној што работел, за да карпошани се гордеат со нивните згради, площади, улици, паркови, училишта, да се гордеат со идните поколенија. Затоа ги повикувам сите мои сведоци, сведоците на Карпошовиот прогрес, да гласаат за мене за број 12, за советничката листа на Гром предводена доктор Добрила Андоновска и за мене како градоначалник, за градот Скопје, за листата со број, за градот Скопје, за господин Коце Трајновски, број 13, листата за градот Скопје, број 13 и за општина Карпош, за ВМРО ДПМН за број 13. Ете, почитувани пријатели, ние се здруживме за една единствена цел, да продолжиме да работиме за граѓаните на Карпош. До сега така работевме и од сега така ќе работиме. Да сте ми живи, здрави и на 15 октомври да се собереме во уште поголем број, да прославиме една голема победа за општина Карпош. Благодарам.